Благодарам премиера на одговорот. Не сум задоволна и сега ќе обяснам зошто не сум задоволна и немам дополнителни прашања. Значи, вие поголемиот дел од одговорот вашето прашање беше промоција на законот за македонски јазик и веруете да, имаме ние проблеми со тоа и точно е сето што го кажавте, но македонскиот јазик не е тука, значи не беше во прашање македонскиот јазик, моето прашање не се однесуваше на македонскиот јазик, туку се однесуваше на училиштето во Љубојно, кое што е дел од недвижното културно наследство на Република Македонија. Македонскиот јазик како таков е веќе заштитен според Конвенцијата на УНЕСКО како средство за пренесување на традицијата, дел од нематеријалното културно наследство. Меѓутоа, значи јас прашав за Љубојно школото и прашав за школото во Подвиж што се случува. Јасно ми е дека 30 милиони се исчезнати и знам како функционираат работите со пренамена на средства, па немало, па криза, па ова, па она, сето тоа ми е јасно. Не се потрошени за тоа што требало, што покажува за жал уште еднаш дека оваа влада, значи предводена СДС и од ДУИ, СДСМ и ДУИ, во изминативе 5-6 години навистина не се грижи за културното наследство и тоа го покажува и Државниот завод за ревизија. Жал ни е, но така е. Значи, ние збориме сега за културно наследство. Пред 2 години се ветило едно, не се реализирало, вие сега ветувате друго, ајде да видиме, ќе оставиме простор да се надеваме дека ќе се реализира тоа што вие го кажувате. Инаку што се однесува до оно што се пофаливте сега за заштитата за картотеките, само ќе ви кажам, јас работам во Институтот за фолклор Марко Ципанков Скопје и ние сами си ги издигитализиравме картотеките и ни дигнавме джеба за тоа дека е никаков не знам каков грандиозен проект. Значи дигитализирање на датотеки и на картотеки на архивски листови е нешто што секоја институција самата го прави. Така да тоа не е никој капитален проект за заштита на македонскиот јазик. Дигитализација на диалектите, да ми кажете, на звучните материјали, тоа е веќе сериозен проект. Ама дигитализација на картотеката не е толку сериозен проект и голем за да се фалиме со тоа. Многу повеќе работи може да се направи за македонскиот јазик. Јас прво би започнала навистина со посета на првото училиште на македонски јазик во селото Подвиз во Кичевско. Посетете го, видете на што личи тоа, па понатаму ќе разговараме. Не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања. Ви благодарам.